Почитувани сограѓани, почитувани жители на најголемата населба во нашиот град, населбата Точила. Ова локална самоуправа овие 12 години многу вложи во градот. Меѓутоа вложи многу и во оваа населба и од една од најзапоставените населби во нашиот град, најруинирана населба, прерасна во една најурбаните и најмодерни населби, не само во Прилеп, туку и во Република Македонија. Ние имаме реализирано многу проекти во населба. Ја ќе ги напоменам само најкрупните проекти. Беше изграден еден од најголемите и најубави паркови во површина од 30.000 метри квадратни во делот Точила 1, помеѓу зградите, така што денес представува едно од најпријатните катчина за одмора, за однода и спортска рекреација на сите прилепчани жителите, посебно на Точила. Исто така, моментално се доуредуваат и парковските површини во населбата Точила 2, тоа се зградите кои што се наоѓаат десно од училиштето Блаже Конески и таму од едно запуштено место околу зградите прераснува во еден преубав парк во интерес на жителите од зградите. Се реконструираше комплетно основното училиште Блаже Конески. Се реализираат десетици проекти во ова училиште со вкупна вредност од 38 милиони денари или нешто повеќе над 650.000 евра во минатиот период. Исто така, во оваа населба постои средното техничко училиште Ристески Ричко, каде беа инвестирани 68 милиони денари во најразлични проекти или нешто над милион евра, со што и во двете училишта комплетно се подобри образованието, наставните програми и навистина овие две училишта исто така представуваат пример за образовни установи на територијата на општина Прилеп. Се изградија две нови спортски сали, и тоа едната е спортска сала со помош на претходната влада и Министерството за образование од голем обем, каде што се играат бројни спортски надпревари со публика, меѓутоа се користи и за училиштето и за спортски ентузијасти и по пат на јавно-приватно партнерство изградена е балон сала од дворното место на училиштето Блаже Конески. Значително се подобри осветлувањето во целата населба Точила. Од една од најзапуштените населби во однос на јавното осветлување, денес прераснува во една од најосветлените населби. Се изгради зграда со 76 станови за социјално ранливи категории на граѓани, така да покрив над главата најдоа 76 фамилии кои што спаѓаат во ова група на наши сограѓани и после децени го решија својот децениски, да речем, и долгогодишен проблем истите луѓе. Хортикултурно се уреди средишниот простор на главната улица на селбата и се уредија другите жардинерески простори во околината на населбата. По скоро 100 години се изгради една од најубавите цркви во Македонија, тоа е црквата Света Петка, пред која стоиме денес на општи интерес на сите православни христијани во градот и во оваа населба. Во куќите кои се наоѓаат во близина на зградите беа асфалтирани многу патишта, беше за прв пат изградена нова водоводна мрежа, реконструирана канализационата мрежа, поставена асфалтна мрежа, како и изградени голем број на тротоарни површини. Населбата Точила за прв пат се поврза со останатиот дел од градот со јавен градски превоз и секако пред повеќе години се изгради и пазар за потребите на оваа населба. Или вкупно до сега се инвестирани преку 10 милиони евра само во оваа урбана населба Точила, која реков и ќе повтораме една од најголемите во нашата општина. Проекти кои ќе се реализираат со ова локална самоуправа се секако исто така крупни капитални проекти кои уште повеќе ќе ја доурбанизираат населбата и ќе ја дадат еден европски шмек на ова населба со потребите кои произлегуваат од самите граѓани и нивни идеи и потребите на градот. Ќе биде изградена нова градинка со капацитет за 400 деца, со што ќе се намали проблемот за сместување на деца со претшколска возраст. Доизградба на плоштадот околу црквата Света Петка, со изградба и на административна зграда, со што овај преубав дел сега ќе стане уште поубав и ќе може да одговара не само за потребите на религиските потреби на православните христијани, туку ќе биде едно централно плоштадно место на ова населба. Ќе имаме уредување на парковските површини околу зградите К или Точила 3, кои се наоѓаат на црквата Света Петка. Очекуваме да овој зафат започне во текот на ова година и до пролет наредната година биде завршен, со што
околината на зградите ќе добие еден преубав парк, парковски површини, на општо задоволство на граѓаните кои што живеат во овие згради. Ке се постават нови енергетски ефикасни светелки, а се планира и изградба на енергетски ефикасни фасади на двете училишта, тоа е средното училиште Ристе Ристевски Ричко и основното училиште Блаже Коневски. Ке се уредуваат надворешните спортски игралишта во дворното место на средното училиште Ристе Ристевски Ричко, ке се изградат нови автобуски постојки и ке се набават нови автобуси за јавниот градски превоз. Се планираат да бидат засадени во наредниот период преку 5000 садници и дрвца со кои што ќе се зголемат зелените површини и белите дробови на овој дел од градот. Субвенционирање ќе има на влезните врати со домофони во зградите, со што ќе се овозможи поголема заштита на зградите и колективниот стамбен простор. Тоа ќе биде во договор секако со куќните совети на зградите во оваа голема населба. Ќе имаме субвенционирање секоја година на повеќе вакви влезни врати од страна на општината и тоа не само за овој дел на градот, туку воопшто и за другите згради кои што се наоѓаат во град Прилеп. Ќе има исто така до асфалтирање на улиците и тоа позади црквата Света Петка и одредени улици кои што се наоѓаат помеѓу зградите К. Продажба на локација ќе обезбедиме за изградба на мини трговски центар и пазарот кој што сега постои ќе прерасне во пазар на органска храна и цветен пазар. Со сите овие проекти кои ќе ни овозможите со вашето гласање на 15 октомври, а ќе бидат реализирани после тоа, ќе прерасне ова урбана населба Точила во една модерна европска населба со која ќе се гордеат не само жителите на населбата Точила, туку и сите граѓани на општина Прилеп. Јас уште еднаш ги поздравувам граѓаните и ги повикувам на 15 октомври да гласат за бројот 13, за победничкиот број, за бројот кој што носи прогрес, нови проекти, работа и носи навистина една подобар живот за сите граѓани на територијата на општина Прилеп.